Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Државниот архив на Република Македонија информира дека проектот Македонски војводи и револуционери забрзано се реализира на Википедија и веќе ги дава очекуваните резултати. Над 155 постоечки статии за личности од македонско револуционерно минато се веќе надополнети со научно потврдени сознанија. Креирани се 40 нови статии за историски личности во овој период на Википедија на македонски јазик. Со ова информација ги започнуваме денешните вести, а и ве што ќе гледате во нив. Градот Скопје ја промовираше првата стратегија за климатски промени. Општина Центар ја урнади во градбата на Пластичарската улица. Екоакција во општина Карпош за собирање електронски отпад. Од денеска е отворен саемот на книга 2017. Концерт во чест на Благој Цанев на 40-тите денови на македонска музика. Денеска во град Скопје беше промовирана првата стратегија за климатски промени на градот Скопје со наслов Отпорно Скопје. Стратегијата содржи сеопфатни анализи, препораки и акции за подобро справување со климатските промени, за нивно намалување и адаптирање, како и за јакнење на урбаната отпорност. Првата стратегија за климатски промени на град Скопје со наслов Отпорно Скопје беше промовирана денеска. Овој документ е изработен од експерти и граѓани и содржи сеопфатни анализи, препораки и мерки што би требало да се спроведат во наредните 5 години за успешно справување со климатските промени и јакнење на урбаната отпорност. Проектот Урбана отпорност со примена на информатичко и компјутерски технологии за намалување на влијанието на климатските промени и заштита од природни катастрофи започна со реализација во 2015 година во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации UNDP, а во рамки на овој проект и реализирани се повеќе подпроекти. Градоначалникот на град Скопје Коце Тријановски истакна дека една од мерките кои произлегуваат од овој проект е изработката на зелениот катастар на град Скопје, кој представува конкретна мерка во работењето на градот Скопје за подигнување на зеленилото во градот. Стратегијата за климатски промени содржи сеопфатни анализи, препораки и акции за подобро справување со климатските промени, за нивно намалување и адаптирање, како и за јакнење на урбаната отпорност. Во стратегијата се опфатени акциите за намалување на причините за климатските промени, базирани на изработениот инвентар на стакленични гасови за 2008 година и 2012 година. Пресметани се трите главни сектори, а тоа е снабдување со енергија, згради и транспорт. Од друга страна, за зголемување на отпорноста кон климатските промени, посебно и детално се обработени проблемите од областа на секторите води и здравство, а од интерес беа и поплавите, туризмот, природните системи и зеленилото. При тоа, земени се предвид веќе преземените активности од страната на градот Скопје во различни области: енергетската ефикасност, јавниот транспорт, подобрувањето на условите за одвивање на сообраќајот, развивање на алтернативниот сообраќај, заштитата на воздухот и на водите, комуналните услуги, јавното зеленило, заштитата на здравјето на луѓето, помошта за ранливите групи и луѓето со посебни потреби и друго. Акцијскиот план на стратегијата предвидува голем број на активности во сите области, при што највисок приоритет имаат превенцијата и заштитата од поплави и зелената инфраструктура. Според податоците во стратегијата, доколку не се преземе ништо во наредните години, емисиите на стакленички гасови ќе се зголемат за 25% во 2020 година. Но доколку се имплементираат мерките кои се веќе планирани во стратешките документи и развојни планови на општините и на градот Скопје, емисиите може да се намалат за 22%. Постојаниот представник на UNDP Луиза Винтон истакна дека Скопје презема водечка улога на ова поле и тие го охрабруваат и градот и граѓаните да ги спроведат мерките кои што се предложени во новата стратегија. Во UNDP ни е мило што Скопје ги дефинираше изборот толку јасно во стратегијата како што е прикажано. Не само што ова ќе остави Скопје во
предните редови во борбата против климатските промени, туку тој ќе стане и пионер во остварувањето на целите за одржлив развој, особено целта 11, според која градовите ќе станат инклузивни, безбедни, отпорни и одржливи до 2030 година. Го поздравуваме напредокот што е постигнат до сега и се надеваме дека ќе продолжи и на ниво на државата во спроведувањето на мерките што се неопходни за Скопје да стане паметен и отпорен град. На денешната промоција беше доделен и велосипед на расклопување на Зорица Бојаджиева за незината идеја која што победи на конкурсот за граѓаните како да се помине еден зелен ден во Скопје. Рано утринава градежната фирма избрана на тендер од Општина Центар со асистенција на МВР ја урнади во градбата на Пластичарската улица. И по неколкуте неуспешни обиди да се стапи во контакт со инвеститорот за да прекине градбата, објектот продолжил да се гради. Од Општина Центар информираат дека ниту утрово кога се рушила градбата, инвеститорот не се појавил. Општина Центар рано утринава ја урнади во градбата помеѓу улиците Самоилова и Никола Карев. Со асистенција на МВР, градежна фирма избрана на тендер го изврши решението донесено од страна на овластен градежен инспектор на општината за отстранување на дивоградба. Од Општина Центар вела дека дивото градилиште два пати беше затворено, со цел да се постапи по решението за отстранување на градбата. Претходно, кога објектот беше во фаза на ископ, овластен инспектор донесе решение за враќање во првобитна состојба, но тогаш решението никој не го прими. А непознатиот инвеститор без одобрение продолжи со градбата. Како што информираат од Општина Центар, ниту утрово на местото на дивоградбата не се појавил инвеститорот на објектот, кој се уште е непознат. Надлежните велат дека Општина Центар внимателно ќе следи состојбата на терен и нема да дозволи дивоградби на нејзина територија. Од денеска до 10 април љубителите на пишаниот збор ќе имаат можност да го посетат 29-тиот меѓународен саем на книга и да ја проследат богатата саемска програма и промоциите на нови книги. За прв пат оваа година ќе биде представена и литературата за деца и млади во адаптираното детско катче. Од денеска е отворен 29-тиот меѓународен саем на книгата кој се одржува во Метрополис Арената, хала 1 и хала 2, каде на 4000 метри квадратни изложбен простор и оваа година ќе биде обезбедена најголемата концентрација на домашни и странски автори, современи и класични литературни дела, стручна, научна и белетристичка литература, учебници и училишни прерачници, енциклопедии и дела од областа на културата и уметноста. Во наредните саемски денови публиката од различни возрасти ќе може да проследи богата саемска програма и 60 промоции на нови дела и автори, дебати, трибини и доделување награди. За прв пат оваа година ќе биде представена и литературата за деца и млади во адаптираното детско катче, каде најмладите ќе може да се едуцираат и забавуваат со богати промоции на детски изданија, креативни работилници и други забавни активности. Оваа година се очекува саемот да привлече исклучително голем број на посетители. Посетителите од 4 до 10 април од 10 до 20 часот ќе може да ги следат промоциите на најновите изданија и на нивните автори во промотивен центар во хала 2, како и дружење и гостување на авторите на самите штандови на издавачите. Саемот за туризам, Скопје Травел Маркет и денови на образование и кариера се одржуваат во период од 6 до 8 април од 10 до 20 часот. За сите саеми цената на влезницата за посетителите е 30 денари, а за организирани групни посети 20 денари. Во текот на месец април во општина Карпош ќе се спроведува еколошка акција под мотото "Исчистете ги домовите од опасен отпад". За ослободување од електронскиот и електричен отпад, граѓаните ќе може да се пријавуваат во урбаните заедници на територија на општината, пошто организацијата Нула отпад ќе спроведе бесплатно подигнување на отпадот од нивните домови.
Поминатогодишниот успех на акцијата за собирање на електронски и електричен отпад, кога беа собрани 4,5 тони отпад, општина Карпош во соработка со организацијата Нула отпад, овој месец ја продолжува големата акција за собирање на отпадната електрична и електронска опрема. Преку оваа акција, која во општина Карпош се организира по втор пат, се помага во одстранувањето на отпадната електрична и електронска опрема директно од домовите на граѓаните, преку ефикасен и економски одржлив систем за собирање, селектирање, рециклирање и преработка. Граѓаните на Карпош ќе можат да се ослободат од непотребниот и штетен електронски отпад. Градоначалникот на општина Карпош Стивчо Јакимовски напомена дека изминатата акција помина одлично и дека очекува оваа да биде уште подобра. Општина Карпош по втор пат организира во нашата општина собирање на електричниот и електронскиот отпад и тоа од домакинствата на граѓаните од нашата општина. Минатата година собравме ваков отпад 4,5 тона. Оваа година повторно ја организираме истата акција со тоа што секој граѓанин кој што поседува електричен или електронски отпад ќе може да се обрати до нашите местни заедници, значи до 14 секретари на местни заедници кои потоа на наш трошок, наши луѓе ќе дојдат во нивниот дом и ќе го соберат овој електронски или електричен отпад, кој потоа ќе биде однесен на соодветно место каде што ќе биде рециклиран и каде што ќе бидат отстранети оние делови кои што се опасни и загрозувачки по човековата околина и по здравјето на граѓаните. За ослободување на електронскиот и електричен отпад, граѓаните можат да се пријавуваат во урбаните заедници, каде што ќе ги остават своите контакт податоци како и видот и количината на отпадот што го поседуваат. Согласно евидентниот лист од секоја урбана заедница, колективниот постапувач Нула отпад во договор со пријавените граѓани ќе спроведе бесплатно подигнување на отпадот од домовите, а со помош и во соработка со работници обезбедени од општина Карпош. Компанијата Елколект започнува со акција за собирање стари отпадни батерии во 25 училишта низ Македонија. Акцијата ќе се спроведува до ноември, а веќе во училиштата поставени се соодветни екокутии каде што може да се оставаат батериите. Во 25 основни училишта низ 11 општини во Република Македонија, компанијата Елколект почнува акција за собирање отпадни батерии која ќе трае до месец ноември. Целта на оваа акција е да се поттикне создавањето добри навики кај децата уште во раната возраст и да се намали количеството отпадни батерии во животната средина. Од компанијата Елколект информираат дека во соработка со училиштата подготвен едукативно-информативен материјал и наменски екокутии кои се веќе поставени на видливи места во училишните згради. Во нив учениците ќе може да ги оставаат отпадните батерии и на тој начин ќе се спречи протекувањето на опасните супстанци што се содржат во батериите. По повод 80 годишнината од раѓањето на диригентот Благој Цанев, вечерва во Македонската опера и балет се одржува концерт на камерниот оркестар, солисти на Факултетот за музичка уметност. Солист на концертот е пијанистот Дино Имери, а диригент е Боријан Цанев. Вечерва во рамки на 40-тите денови на македонска музика во Македонската опера и балет под диригентската палка на диригентот Боријан Цанев, камерниот оркестар, солисти на Факултетот за музичка уметност ќе одржи концерт по повод 80 годишнината од раѓањето на Благој Цанев, а солист на вечерта ќе биде пијанистот Дино Имери. Благој Цанев е истакнат представник на македонската композиторска школа, добитник на бројни награди и признанија, автор со голем и разновиден творечки опус. Изведува во Македонија и надвор од неа. Творичкиот опус на композиторот Благој Цанев изминува пат од традиционалните форми и израз кон развиените музички родови и видови на современиот музички израз. На програмата на концертот е избор од опусот на композиторот Цанев, создаден во различни творечки периоди. Цанев е долгогодишен врвен музички педагог, автор на најголемиот број музички учебници во Република Македонија и еден од основачите на фестивалот Златно славече.
Ана и Дамјан се најчестите имиња во општина Аеродром за 2016 година, кога од страна на општината доделени се 808 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња, што представува рекордна бројка досега. Осумстотини и осум решенија за еднократна парична помош за новороденчиња се доделени во општина Аеродром во изминатата 2016 година. Од нив 406 се машки деца, а 402 женски деца. За разлика од претходните години, во изминатата 2016 година Ана и Дамјан се најчестите имиња кои им се давале на децата. Но оваа година има и нов победнички пар на имињата, а тоа се Јован и Јована. Меѓу новородените има и деца кои имаат ретки имиња како што се Кирјана, Лана, Бела, Лена, Дарин, Зои и Доротеја. Општина Аеродром и годинава продолжува со проектот еднократна помош за секое семејство со новороденче во општината, во висина од 5000 денари. Барањето за доделување еднократна парична помош на семејствата со новороденче родено во 2017 година на подрачјето на општина Аеродром може да се преземе од веб страната на општина Аеродром. До четврток во Македонија ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини ќе има услови за повремени слаби врнежи од снег. Во попладневните часови локално ќе има појава на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Од четврток кон крајот на денот ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец. Повеќе изразен ќе биде долж поврдарието во југоисточните делови на земјава. Матама метео го гледаме во приложение. Утре со почеток во 13 часот во Домот на култура Илинден ќе биде отворена изложбата Уметниците и Великден на Климе Коробар. Изложбата ќе биде отворена за посетители до 17 април. Ова беше и последната информација во денешното издание на Урбаните вести. Повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер, спортските вести следуваат на МТМ.